Доколку тргнувате на пат во услови на зголемени температури, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира да посветите внимание на неколку работи пред да тргнете на пат за да имате безбедно патување. Пред тргнување од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира да се провери техничката исправност на возилото, посебно на уредот за управување и застанување, состојбата на пневматиците и електроинсталацијата. Не дозволувајте некоја скриена неисправност на возилото да ве изненади во текот на возењето. Тоа може да ве чини многу кога станува збор за вашата безбедност, а секако ќе ве чини и многу пари и време. Поради заморот, организмот ја намалува подготвеноста за проценка на ситуација и способноста за навремена реакција во сообраќајот. Јадете нешто лесно, бидејќи ако сте прејадени, ризикувате да ви се приспие и ризикувате стомачни проблеми. Понесете со себе доволно вода, а исто така треба да внимавате што ќе облечете на себе и на нозете. Информирајте се за предностите на ноќното и дневното возење. Доколку е возможно, избегнувајте возење во текот на ноќните часови, без разлика на тоа што тогаш се помали турканиците, особено на граничните премини. Исто така треба да се води сметка за начинот на користење на клима уредот во возилото. Разликата во надворешната температура и температурата во возилото не треба да биде поголема од 5 до 10 степени. Идеално е да биде 7 степени Целзиусови. Препорака е возачот во текот на 24 часа да вози вкупно 9 часа, а без пауза најмалку 4,5 часа. После тоа се препорачува поголема пауза, минимум од 45 минути. Врзете го појасот, без разлика на тоа што може би ви пречи, ве гребе или слично. Според одредени истражувања, употребата на појасот на предните седишта го намалува ризикот од смртни последици при сообраќајни незгоди до 50%, а на задните седишта до 75%. Децата на возраст до 5 години задолжително треба да се возат во безбедносно детско седиште.